Благодарам на репликата, господин Самко Ибрагимовски. 2008 не бев пратеник. 2008 спомнате, минимална плата, некој предлог не бев тогаш пратеник. Не се сеќам, не се сеќам. 2000, значи, минималната плата, благодарение на ВМРО ДПМН се донесе. Океј, како е, документи има ке се види. Се вака да ве прашам. Дали вие бевте дел од владата, од власта со ВМРО ДПМН заедно? Еден период. Бевте со нас власт заедно? Коалициравте? Не, се, немојте така. Кога бевте со нас заедно? Бевте во коалиција со нас? Бевте? Не, бевте. Сега вака да ве прашам. Ако некој крадел, дали вие тогаш сте крадели? Ако сте били дел од власта, а сите сме арамити и крадачите од оваа страна. Не сум било таа власт. Се, добро. Значи сега тие краделе, ама ти кога беше со нив, не крадеше. Ти беше добриот. Добро, не, јас не навлегувам. Не знам, Господ голем знае. Знаете што е проблемот, почитуван колега? Јас се прифаќам. 2016 имавме избори. 2015 почна да се кажуваат приказни така натаму, излегува приказки само за ВМРО ДПМН, се отворија телефонските говори и ние бевме лошите, си кажувавме едно и друго и не беше вкусно. Од 2015 трае една криза сериозна, 2016 и тука има неколку периоди кога ќе има се направи техничка влада, пржинска влада, мора да бидем искрени, траеше малку околу една година. Ќе има избори, ќе нема избори, стопирани, ние не можевме да работиме тогаш. Во еден таков период сериозен беше проблемот. Има избори, нема избори, не може да се плаќат средства, проекти застанува, знаете кога има предизбори, тоа траеше многу мачно беше. 2016 веќе добро се заврши, тука малку како што дојде работата, сите сме свесни, 2016 пак победуваме ние. Не успееме да направиме влада и тоа е окей. Такви се политиките, такво е времето, нема ништо лошо во целата работа. Сега ве прашаме на работа. Вие дојдовте на власт, како дел од коалицијата ним. Ветувавте. Ќе направиме ова, ќе направиме тоа и така натака. Јас очекував. Моите деца очекуваа. Вика, извини, ти си пратеник, дома дебата имавме. Гледате, вика, Социјалдемократскиот сојуз нуди 500 евро плата. Не успеав дел од моето обкружување да ги убедам дека тоа не е плата, просечен личен доход и како се добива. Тоа ќе ви кажав. Ако јас взимам 800, вие 200 евра, заедно 20.000 евра и ние имаме просечен личен од 500 евра. Значи, дали е фер да излезеш во јавноста, да им кажеш на луѓето, да ќе ви дадем 500 евра плата. Сега, искрено да си правим. Значи, вака домакински. Шо мене ме секира во целата работа? Јас ке се радувам. Јас ке се радувам на крајот завршите, да не одржите економска лекција. Дај Боже! Дај Боже вие да не одржите економска лекција. Јас ке имам поголема плата, ке имам повеќе вработувања, за детето ке има работа, зелките ке се продават повеќе, компирите ке се продават повеќе, јаболката нема да ги фрламе, сливите нема да ги фрламе, вишните нема да ги фрламе. Ке направиме повеќе инвестиции, патишта ќе има повеќе, фабрики ќе има повеќе. Абе бегат луѓето самка, искрено да правиме. Во Тетово има фирма, еве, ти кажувам, таа фирма што е во Тетово требаше 1000 вработени. Заради самата политика на социјалдемократите, да ми веруваш што ти кажувам. Не те лажам, ова искрено ти го кажувам. Зошто да не живееме подобро? Јас немам ништо. Ти кажувам една работа. Значи, јас ви верувам на вас. Ако вие сте успешни во тоа да го направите овие 3,7 милиарди, фантазија. Јас ке живеам 100 пати подобро. Зошто да не ми е на мене подобро? А вие ќе се бидете власт уште неколку години, мене не ми одговара вие да сте слаби. Колку е повисоко степенот на вашите достигнување кога ќе дојдеме ние на власт? Ако дојдеме до 1 метро, ќе надградиме на 2, вие од 2 на 3. Ама ние кога идеме на 2 метра, вие паѓате -2. И како ќе работиме, колега? Не бива. Мене ме загрижува и ми сум вознемирен од реализацијата на проектите. Зборувате за 3,2% бруто домашен производ. Нема шанси. Еве, јавно пред целата јавност, ви кажам. Нема шанси. Еве, ќе видите дека нема шанси. Стопирани проекти се. Како да ви кажам? Еве, од Штип идам таму. Патот 3 пати тука го минувавме на клиничката болница застана таму. Патот Штип Кочини застана. Сега што правиме? Сега не ги гледаме, еве, половината од тој крај, од тој регион. Значи, имаме проблем. Не функцира, нешто не е во ред. До министерот ли е, до некој ли е, не знам. Дај видете, реагирате. Вие ги бирате, вие гласавте. Не го бива. Ако не го бива, нека се тргне на страна. Не зборуваме лошо, ќе дојде друг, може и подобро ќе биде. А имаме реални проблеми. Значи,
Намалена е динамиката на капиталните проекти. Намалена е. Искрено ќе ви кажам. Сега, не случайно со овие 3500, јас не случайно ви ги наброев. Да ве предизвикам, да бидете посилни, да направите 7000, да направите уште толку спортски сали, да направите уште повеќе. Сега на работа, некем вака лично да сваќате. Како дозволивте, господине Самка? Еве вака сега, има една ситуација. Не знам дали знаете. Во владата, бевте во владата, се вративте тука и може би не ви кажале. Подршка за имплементација на декада на ромите. 7 милиони денари или 1,1 милион евра намалување. Како можете тоа да го дозволите? Како можете да дозволите за вашите роми 1,1 милион евра за декада на ромите да им се одземат од владата, од проекти на владата? Не е убаво. Аз знам дека не знаете. Знам дека не знаете. Таква е коалицијата и таква е поддршката ваша. Ако бевте испочитуван, немаше ова да би го направите. Не го сваќам како слабост, сваќам дека сте изиграни. А за ромите, најнамачен народ во едно од етничките заедници во Македонија. Треба сите заедно да им помогнеме. Ромите ми се многу пријатели, денес живеам со нив, се дружам, ги почитувам и многу почит имам од нивна страна. Многу поддршка ми дале секој пат. Се трудам да им помогнам, ама вака, кога вие многу ги сакате и јас многу ги сакам, и некој вика, ќе го гушиме детето. Не треба така. Заеднички треба и во овој проект кај ромите. На ромите им треба основната работа, образованието. Да научат, да знаат да се борат самите за себе си. И мораме тоа да го направиме. Инаку, вака ништо не правиме. Мора да им се помогне. Намачен народ, услови за живојни тешки, немат каде да живеат, се мачат и често пати, за жал, се манипулација за време на изборите, што не смееме тоа да го дозволиме. Јас ги свакам многу лично, сум многу пријател, сочувствувам со нив, меѓутоа, ваква една дебата нема многу да ја помогне, меѓутоа со едни заеднички проекти, ако се наметнеме и мораме да направиме. Во тој дел сум спремен за секој проект за ромите, што вие ќе го кажете, јавно да го гласам пред сите. Јас искрено ќе ви кажам. Благодарам на репликата, моје искрено мислење, дебатира малку на различен начин. Вие кажувам искрено политиката. 3,7 милиони 3,7 милиарди евра. Сериозни пари се плашам од каде ќе ги најдеме. Се отвара, знаете колкава разлика од средствата како прилив и тоа што треба да се обезбеди. Од каде? Пак од кредити. Сериозно е задолжена државата. Уште многу фали да дојдеме до тој лимит од 50%. Што правиме после? Во уставот е ставено. Каде ќе се прави? Така да, во тој правец, јас се плашам од реализацијата. Вака на хартија прекрасно е. Проектче, вамо уличка, таму, се е во ред. Немаме реализација. И досега немавме. Јас зборувам за реализација, нека не се 4 години што ги зборувам или 3 години и поли. Нема. Зошто да не возам порано една година за убав пат, како што беше до сега? Зошто клиничката болница веќе да не дава услови за живот на граѓаните таму? Цела Источна Македонија, знаете колку роми има таму? Уште подобро ќе биде за нив и за сите нас. Тоа се проектите. Универзитетот Гоце Делчев, знаете колку роми изгрижува и каков проект има таму за емансипација, за обука и тоа бесплатно за ромите. Тоа е некој што се грижил за ова влада. И ова време, од тие 10 години, сега нема да ги сватиме. За кратко време ќе видите дека ќе остане период со златни букви запишен во историјата на Република Македонија. Период кога се градело и се мислело за секој граѓанин во Република Македонија, без разлика на етничка, верска или било каква определба. Благодарам.